Запознаени сте со новата наградна игра на Министерството за финансии за фискалните сметки? Запознаети сме. Да, вие редовно ги земате? Да. До сега дали ви издава секогаш фискални сметки? Па зависи некаде, некаде не. Да? Да. А сега се надевате на награда? Па сега ќе видиме, ве купивме од маркет, од Кам маркет стокома, ќе видиме, се надеваме. Државната Слушаш, така, синоќ на и телевизија. Министерството за финансии така. Да, Вие до сега редовно ги земавте вашите фискални сметки? секој пат. Да? Секој момент, секој купување. И секогаш ви издавале? Да. А сега? Издавале. И тоа не баш сега бев и во Бурекджилница и таму ми издава фискална каса. Од вчера ли ова што слушна министр што каже што работи. Да, се надевате ли дека ќе добиете награда? Па сега се надевам кола да добијам. Редовно што пазарам, све ги ставам на шанк од дома. И секогаш ви даваат фискална сметка? Па секогаш ми даваат фискална сметка, кај што пазарам јас. Да. Сега Да. ќе ги испратите тие валја. Па треба да ги испратам, денеска гледав на телевизија, имаше и баш се радувам. Затоа што ги зимам фискалните и ги чувам и после некое време ги фрлам како непотребни, сега билки нешто ќе ми послуша. Искрено мислам дека е кроми, нека за фраканција. Не мислам дека се прават мајкап со сметки, најискрено. Не знам која продавница сега не ми дава фискална сметка. Значи секаде апсолутно дава луѓе фискални. Не знам кој ми идејата, ама ова мислам дека е врно понижување на народот. Не знам, јас не го прифаќам ова. Така, а вие до сега сте мислите ли да ги испратите вашите сметки сега? Да, не никогаш во првиот континент ги фрлам, значи нема шанса, да. Не. Не. Секогаш важно ви издавале сметки до сега. Секогаш апсолутно не памтам значи до сега некаде да не ми дали сметка. А значи нема теорија да испратам и да се глупирам со излекувањата, лотари, тоа се мислам за инфантилност веќе ми делува некако, не знам како да кажам. Собирам, да. Да, запознаени сте со ова нова лотарија? Да. И како ви се чини? Па супер, Ги испратете вие сметки секако. и очекувате награда? Да. Не знам, нешто имаше на интернет, ама не знам баш точно што како беше. Значи ќе има лотарија од Добро. под покровителство на Министерство за финансии. Океј. Ќе ги собирате вашите фискални сметки и ќе Океј. ги испратете и ќе очекувате на крај или стан или дуќан. Или стане или дека. Да, како ви се чини вас работа? Па делови интересно, интересен начин да се привлечат луѓето за да чуваат фискални сметки. Добро. Али по мене искрено имаме култура за фискални сметки. Да речем ја имам живеен и во Брисел. Во Брисел нема никаква култура за фискални сметки, ако глума дека се не знам главни во Европска унија. Ама секако има простори за подобрување. Ова е добар начин да се подобри. Значи, вас секогаш ви издаваат фискални сметки тука во Македонија? Па, ја мислам дека во Скопје генерално издаваат. Така. Сега нормално зависи, ако отидеш во некоја населба што е малце понастрана, луѓето кои што си им познат, може и да не ти даде фискална сметка. Собираме. Да? Да. А запознаени сте сега со лотаријава на Министерството за финансии? Не. Послушаме се од вас. Ако не. соберете 20 фискални сметки и ги пратите, има лотарија и може во декември да добиете стан или дуќан. Ако сме толку среќни, добре. Да. Како ви се чини вам тоа? Па ако е Одлично, вистина одлично, не е што лоша вика колегата, ако идеја, е вистина добре. е супер, да. Ако е вистина, Супер да. е. Собираме. Да, запознаени сте со Да, лотаријата? одма вчера чувме на вести. И како ви се чини? Па ќе видиме, тоа иде кај што има, не кај што нема. Така? Мислам. Вие ќе испратите ли сега Да, фискални? да, ќе испратам. И се очекувате награда? Очекуваме нешто. Не многу. Собирам, ама и ги фрлам после. Да? А сега запознаени сте со лотаријата на Да, Министерството? да. И како ви се чини? Не знам. Немам што да ви кажам. Ќе испратите? Не.